20 часот дневник на К1 телевизија. Добро вечер. По кратките најави кои го одбележаа денешниот ден, започнуваме веднаш, гледајте не. Од денеска објавен е огласот за самовработување. Општина Кавадарци во 2016 година најавува низа капитални проекти. Општинската организација на Црвен крст ја закажа првата крводарителска акција за 2016 година. Двата огласи кои годинава ќе бидат распишани за добивање на грант за самовработување. Надлежните очекуваат голем интерес. Сите невработени со добри бизнис идеи од денеска па во наредните 18 дена може да аплицираат за добивање на грантови за самовработување. Апликациите се поднесуваат во Агенцијата за вработување, каде секое заинтересирано невработено лице може да добие дополнителни информации, но и соодветна помош при пополнување на апликацијата. Планирано е нови начин да се создадат услови за отварање на 929 фирми, во кои на директен начин ќе се креираат околу 1000 работни места. Агенцијата по распишувањето на огласот ќе ги води сите лица кои што ќе изразат интерес за користење на овие средства во рамките на целиот процес, ќе добиваат совети од нејзе, се со цел да се финансираат со средствата од државата оние бизниси кои што ќе покажат најголема продуктивност, најголем квалитет, се со цел покрај тоа што ќе се самовработат лицата кои што ќе ги отворат овие бизниси, да се вработат и дополнителен број на лица со развојот на сите овие компании кои што ќе ги поддржиме финансиски. Средствата кои се добиваат во висина од околу 3000 евра се неповратни и мора да се искористат за купување на опрема и репроматеријали со кои ќе се отпочне реализацијата на бизнисот. Во 2015 година во Велес грантови за самовработување добиле 37 лица. Проектот за намалување на невработеноста преку грантови за самовработување оваа влада го започна во 2007 година. Градоначалникот на општина Кавадарци Панов во 2016 година најави низа капитални проекти: изградба на бизнис центар, пуштање во употреба на НВО центарот, до изградба на гимназијата Добри Даскалов, како и интервенции на кровната конструкција на средното општинско училиште Киро Спанџов Брко, се само дел од проектите кои градоначалникот ги најави за оваа година. Општина Кавадарци доби проект за изградба на бизнис центар за потребите на целиот регион во вредност од 80.000 евра, најави градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов. Во следниот период ќе биде пуштен во употреба НВО центарот со неколку канцеларии за најактивните и најуспешните невладини организации во општината. Оваа година со најголем буџет, локалната самоуправа има намера да реализира бројни значајни проекти за општината. На прво место паркирањето, кој што да подсетам на два наврати не ни успеа 2015 година заради непостоење на соодветен интерес. Потоа агроберзата, која што ја продадовме во 2015 година, која што ќе биде реализирана оваа 2016 година и од која што очекувам за прв пат после долго време да имаме организиран откуп на не само на грозје, туку на сите земјоделски производи. Наредната година, по барање на инженерскиот состав на локалната самоуправа, ќе интервенираме најмногу на главните улици во градот. Оваа година ќе се доизгради гимназијата Добри Даскалов, интервенции на кровната конструкција на средното општинско училиште Киро Спанџов Брко и општинското основно училиште Тоде Хаджи Стефов. Панов очекува да се изгради аквапаркот, додека јавното предпријатие Комуналец од својот буџет ќе вложи околу 1.000.000 евра во комплетна реконструкција на колекторскиот систем во општина Кавадарци. Од Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од Велес повторно обвинување за неодговорно работење во јавната здравствена установа Општа болница Велес. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ од Велес преку писмена реакција упати низа прашања до Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Низа обвинувања за работењето на јавната здравствена установа Општа болница Велес упати Иван Ивановски, од партиската говорница на Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од Велес.
Во хируршкото одделение на општата болница во Велес, вели Ивановски, од 10 хирурзи, колку што беа пред 10 години, денес останаа само 3. Тој кадровската политика ја окарактеризира како катастрофална и го обвини актуелното раководство за згрижување на партиските кадри. Во болницата во 8 септември во Скопје ја згрижија ќерката на главната сестра во Велешката болница Евгенија Лазова. Председавачот на Советот на општина Велес од ВМРО ДПМН, специјализантот на хирургија доктор Александар Колев, инаку близок соработник на пратеникот од редовите на ВМРО ДПМН господинот Илија Димовски, е соработен ангажман во новоформираната кардиохирургија во Скопје. Според Ивановски, овие лекари треба да бидат на располагање на граѓаните на Велес. Зошто, запраша Ивановски, докторот од 25 декември минатата година, за кого тие обвинија дека не бил на работното место, е награден со една нето плата и посебно признание. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН е од Велес со писмена реакција на пресконференцијата на Социјалдемократскиот сојуз. Во неа се вели: наместо да почнат да работат на програма, на идеи, проекти, како наближува датумот на изборите на 24 април, тие се повеќе и повеќе тонат во својата нервоза и агонија. На СДСМ и медицинскиот експерт Ивановски им пречи секоја инвестиција и секој напор за подобрување на здравствениот систем во Велес. На СДСМ им пречи реновирањето на општата болница во Велес и болницата во Јасеново. Им пречи реконструкцијата во хирушкото, детското, интерното, заразното, гинеколошкото и физикалното одделение во Велешката болница. Им пречи докторите да работат со модерни здравствени апарати, како што е компјутерскиот томограф, холтер за притисок и аритмии, инструменти за ендоскопска хирургија. На СДСМ им пречи набавката на мамограф за рана диагностика на ракот на дојка, се вели во писмената реакција. И овој пат, во недостиг на одговори, јавно ги прашуваме СДСМ што тие имаат направено за здравствениот систем во државата, што е тоа што СДСМ го набави за болницата во Велес, зошто наместо да набави рентген апарат или биохемиски анализатор за Велешката болница на министерот за здравство од редовите на СДСМ Владо Димов, поважно беше да ги шармира колешките министерки со купување скапи гердани и накит од буџетот на здравството, прашуваат од ВМРО ДПМН. Има ли одговор експертот за здравство на СДСМ Иван Ивановски, зошто во нивно време, за повеќе од 4 години, успеа да испратат само 3 доктори од Велешката болница на специјализација, наспроти 21 доктор кои се испратени на специјализација од 2006 година, се вели во реакцијата на ВМРО ДПМН. Реализацијата на проектот на владата на Република Македонија, фондот се грижи за хронично болните, оди во нагорна линија. Грижата за хронично болните продолжува и понатаму. Досега вкупно се контактирани 19.214 осигуреници со дијабетес, кардиолошки и бубрежни заболувања од страна на вработените од Фондот за здравствено осигурување на Македонија. 19.214 осигуреници со дијабетис, кардиолошки и бубрежни заболувања досега се контактирани од страна на вработените од Фондот за здравствено осигурување на Македонија, се во насока на грижа за хронично болните. Реализацијата на проектот на владата на Република Македонија, Фондот се грижи за хронично болните, оди во нагорна линија. Од Фондот за здравствено осигурување на Македонија соопштуваат дека од досегашното искуство на 10 тима на вработени во фондот кои ги контактирале осигурениците во овој период од 3 месеци, со задоволство констатираат дека продолжуваат да наидуваат на позитивен прием кај осигурениците кои ги контактираат. Од фондот информираат дека осигурениците поттикнати од јавувањата на нивни вработени се интересирале и за други права од здравствено осигурување кои се во надлежност на фондот, како што се остварување право на ортопедски помагала, право на медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување и бараат дополнителни информации за лекови на позитивната листа. Тимовите се составени од вработени од поголемите подрачни служби како што се Скопје, Тетово, Штип, Битола, Струмица, Велес, Прилеп и Куманово. Тие се јавуваат на осигурениците со 3 хронични заболувања да ги потсетат кои прегледи треба редовно да ги прават, да ги информираат за комплексноста на заболувањето, се со цел да се стопира можната прогресија на болеста, стои во соопштението од Фондот за здравствено осигурување на Македонија.
Утре во лековниот салон во Велес ке се одржи првата крводарителска акција од оваа година. Истата е во организација на Црвениот крст од Велес. За оваа година се планирани 27 акции, но како што велат од Црвениот крст, бројката може да биде и поголема. Првата крводарителска акција за оваа година ќе се одржи утре во лековниот салон. Истата е во организација на Општинската организација на Црвен крст Велес. За оваа година се планирани 27 акции, но како што велат од Црвениот крст, од досегашната пракса во текот на годината се јавуваат иницијативи од повеќе средини, па така бројката на акции ќе биде поголема. Се надеваме, веруваме дека и наредна и оваа 2016 година ќе биде исто така успешна. Се договоривме во организацијата на Црвениот крст да посветиме повеќе внимание на развој на крводарителството во средините каде што недоволно се организираше, каде што немавме редовни крводарителски акции. Тоа значи организирање надвор од градот во други населени места. Маџаров вели дека и оваа година поголемо внимание ќе се посвети на младите луѓе и потенцира дека висока е свеста за дарување крв кај граѓаните. Минатата година беа собрани 4377 крвни единици во крводарителски акции во општините Велес, Чашка и Градско. Илија Димовски, координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ, е избран за председател на анкетната комисија. Од ноќеска на полноќ поевтинува бензинот за 0,5, а дизелот за 1 денар. Ова се вестите од Македонија. Илија Димовски, координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ, е избран за председател на анкетната комисија за расчистување на аферата со фалсификуваните лични карти, пасоши и останати документи. За подпредседател е избран Љупчо Димовски. Ова е одлуката која донесе комисијата за изборите и именувањата, откако беше побарано од сите пратенички групи да достават предлози. Представници на СДСМ не присуствуваа на седницата и не предложија своји членови. Како и анкетната за прислушкувањето, и оваа комисија ќе брои 16 члена. Од редовите на ВМРО-ДПМНЕ се избрани Трајче Димков, Благој Деспотовски, Лилера Кузмановска, Благица Ласовска, Андон Чибишиев и Драган Данев. Ејупи Рустеми и Тала Џафери ки ги представуваат ДУИ, а Газмен Талии е членот на ДПА. Како независен пратеник во работата на оваа комисија е избрана Солза Грчева. Двете најголеми македонски партии имаат спротивставени ставови по однос на новоформираната комисија. Владеачкото мнозинство вели дека од интерес на граѓаните е да се утврди кој фалсификувал документи, додека ставот на социјалдемократите е дека новата комисија не е потребна, бидејќи веќе е формирана една со слична намена, она што се занимава со прислушкуваните разговори. Добра вест за возачите. Од ноќеска на полноќ на бензинските пумпи низ Републикава ќе се точи поевтино гориво. Новата одлука на регулаторната комисија за енергетика е поевтин бензин за 0,5 денари, а дизелот за 1 денар. Литар Евросупер BS 95 ќе се продава за 61 денар, а Евросупер BS 98 за 63 денари. Новата цена на евродизелот ќе изнесува 42,50 денари, а екстра лесното масло за домаќинство ќе поевтини за 0,5 денари и ќе чини 1,5 денари за литар. Цената на мазутот М1ХЦ се намалува за 0,645 денари за килограм и ќе изнесува 15,324 денари. Регулаторната комисија за енергетика ја утврди новата цена на горивата врз основа на движењата на цената на суровата нафта на светскиот пазар и курсот на денарот во однос на доларот во изминатите 14 дена. Во текот на изминатава недела на телефонската линија за медицински совет Ало докторе се регистрирани вкупно 1386 повици. Линијата е достапна 24 часа секој ден во неделата, а повиците се за граѓаните од сите градови на Македонија. Вкупно 25 доктори се достапни за медицинска консултација во моментот на појава на различни симптоми на нарушување на здравјето. Јавувањата најчесто се поврзани со респираторни симптоми, покачен крвен притисок, покачена телесна температура, вирози и сезонски грипови и настинки. А на сите оние кои побарале медицински совет им е дадена здравствена помош и соодветна симптоматска терапија. Инаку, откога започна да функционира бесплатната телефонска линија Ало докторе, па се досега, регистрирани се вкупно 70.777 повици.
Во Украина влезе во сила трговското ембарго кон Русија. По долга и тешка битка со карциномот во 69-та година од животот, вчера вечер почина еден од најголемите британски музичари Дејвид Боуви. Ова е светот денеска. Одлуката на владата на Украина за воведување ограничувања врз трговијата со Русија влегува во сила од денеска, пренесува ТАСС. Со оваа одлука на царинската територија на Украина ќе важи забраната за увоз на стоки произведени во Руската Федерација. Список на руски прехранбени производи чиј увоз во земјата се забранува, претходно изготви Министерството за економски развој и трговија на Украина. Во него влегуваат 43 категории на стоки, а забраната важи од 10 јануари 2016 до 5 август годинава. Имено со овој закон, владата ќе има право да воведува забрана или да ограничува надворешно економски операции, а е донесен како одговор на рускиот закон за менувањето на диспозитивот на договорот за зона за слободна трговија со Украина, потсетува ТАСС. Саудиско-јеменскиот и магребскиот огранок на Ал-Каеда и се заканија со одмазда на Саудиска Арабија поради погубувањето на 47 джихадисти на 2 јануари, меѓу кои и шиитскиот свештеник Нимр ал-Нимр. Во заедничкото соопштение објавено денеска на една джихадистичка интернет страница, Ал-Каеда на арапскиот полуостров и Ал-Каеда во исламски Магреб се обвинуваат саудиските лидери дека направиле глупав чин, погубувајќи ги лицата и покрај предупредувањата на муџахедините во светот. Лидерот на Ал-Каеда на арапскиот полуостров, погубените джихадисти во Саудиска Арабија ги нарече маченици. Саудиските власти на 2 јануари екзекутираа 47 лица под обвинение за тероризам, од кои повеќе од 40 биле поврзани со сунитската екстремистичка организација Ал-Каеда. Тие се погубени поради нападите во 2000 година во Саудиска Арабија. По долга и тешка битка со карциномот во 69-та година од животот, вчера вечер почина еден од најголемите британски музичари Дејвид Боуви. Тој почина во мир, обкружен со семејството, по храбрата 18-месечна битка со ракот. Дејвид Боуви се смета за еден од највлијателните музичари. Тој беше познат и како текстописец, продуцент во повеќе жанрови, како глем рок, арт рок, соул, хард рок, денс поп, панк и електроника за време на неговата 40 годишна кариера. Тој го објави својот 25-ти албум Black Star на 8 јануари, кога беше и неговиот роден ден. Селекторот на ракометната репрезентација на Македонија Ивица Обрван на Европското првенство во Полска ќе поведе 17 играчи. Екипата на Шкендија доби нови засилувања. Во продолжение останатите вести од спортот. Селекторот на ракометната репрезентација на Македонија Ивица Обрван на Европското првенство во Полска ќе поведе 17 играчи, а не како што претходно беше најавено 16. Откако поминаа подготовките и беа одиграни пријателските надпревари со Словенија и со Црна Гора, Обрван реши од списокот да отпаднат голманот Никола Митревски, Филип Талески, Милорад Куковски и Никола Костески. Екипата на Шкендија во вториот дел од македонското првенство ќе атакува на 2 титули, а во остварувањето на тие цели треба да помогнат новите засилувања. Црвено-црните од Тетово се засилија со 4 нови имиња: Дерим Неджипи, Штефан Вујичик, Костадин Захов и Алем Мераик. Искусниот Неджипи по трет пат ќе го облече дресот на Шкендија и треба да представува сериозно освежување на средината на теренот, како и Штефан Вујичик кој дојде од работнички. Двајцата играчи потпишаа 18-месечни договори. Босанецот Мераик кој дојде од Олимпик Сараево треба да ја засили дефанзивната линија, додека пак Захов ќе му биде сериозна конкуренција на досегашниот прв голман Марко Јовановски. На синокешните дуели во НБА лигата најголемо изненадување приреди тимот на Портланд
совладувајќи ја фаворизираната Оклахома со резултат 115-110. Леброн Джеймс пак имаше фантастична вечер во победата над Кливленд над Филаделфија од 95-85. Кралот беше блиску до трипл-дабл ефект, а на крајот мечот го заврши со 37 поени, 9 асистенции и 7 скока. Во останатите надпревари беа постигнати следните конечни резултати. Минесота Далас 87-93, Мемфис Бостон 101-98, Хјустон Индијана 107-103, Њу Јорк Милвоки 100-88, LA Лейкерс Јута 74-86. Лионел Меси нема да биде дел од фудбалската репрезентација на Аргентина на Олимписките игри што ќе се одржи во Рио во август оваа година, потврди селекторот Тата Мартино. Наместо искусниот голгетер на Барселона, селекторот ќе им даде шанса на Икарди, Дибала и Калиери. Поранишниот тренер на Барселона се одлучи да се подпре на помладите играчи, за кои смета дека токму Олимписките игри се настапка дека имаат шанса да се развиваат. На церемонијата за прогласување на освојувачот на Златната топка во Цирих, промовиран и најдобриот тим за 2015 година на светот во изборот на FIFPro, без сомнение најдобрите 11 за восхитување на светската фудбалска јавност, почнувајќи од Мануел Нојер, Тиаго Силва, Марсело, Дани Алвеш, Серхио Рамос, Лука Модрик, Андрес Иниеста, Пол Погба, Неймар, Лионел Меси и Кристијано Роналдо. Променливо облачно време со локален дожд најавуваат метеоролозите за утре. Ќе дува засилен ветер од југозападен правец. Да ги погледнеме деталите за временската прогноза. Тука е крајот на дневникот. Имајте пријатна вечер. Пријатно.